Почитувани дами и господи, почитувана госпоѓа Анета Антова-Пешева, почитувана госпоѓа Милица Арнаудова Стојановска, почитувани представници од бизнис секторот, драги пријатели и гости. Дозволете ми да ви посакам топло добре дојде на овогодинешниот трет поред регионален Марили бизнис форум, насловен како екологија и здрава храна, фактори за одржлив развој. Почитувани присутни, почитувана господја Анета Антова-Пешева, почитувани гости од регионот, ми представува голема чест и задоволство да го отворам третиот регионален Марили бизнис форум, кој што годинава е посветен на екологијата, на заштитата на животната средина, на циркуларната економија, на здравата храна и на дигитализацијата и автоматизацијата во областа на човечките ресурси. И сакам да им се заблагодарам на сите панелисти, на сите учесници кои што присуствуваат на овој форум, посебна благодарност до представниците на високите државни институции, на универзитетите, на бизнис секторот, на стопанските комори и на гостите од регионот. Ние треба да се погрижиме да донесеме тој ноу-хау во државата и сите тие празни ниви, земјишта, каде што навистина треба само малку напор да можеме да ги искористиме и да станеме центарот на светот за таа здрава храна уште пред да влеземе во Европа, пошто тоа долго ќе трае. Така да јас би сакала да ви се заблагодарам многу, да не должам, можам да зборувам, ама и после смина панел да не ви досадам. Значи, сакам да се заблагодарам уште еднаш, Лидија, ви благодарам многу и се надевам дека од овдека ќе излезат многу идеи и дека ние јавно ќе проговориме не само за здравата храна и екологијата и што тоа значи, него и за проблемите кои што сега се соочуваме и зошто тоа кај нас не се спроведува. Ви благодарам. Поаѓајќи од тоа дека доаѓам од светот на финансите, поконкретно од централно банкарството, меѓу вас представници преце на бизнисот, презентацијата би ја започнала со една порака од Светската банка на оваа тема, слободно пренесена би значило следното. Справувањето со климатските промени, односно климатските ризици во услови на се по-итни и би рекла се по-големи развојни потреби на човештвото, представува основен предизвик на нашето време. Или понатаму, еден од гувернерите на една од централните банки во регионот во една прилика има посочено дека цената која што ние ја плаќаме или цената која што животната средина ја плаќа поради тековниот модел на економскиот развој е се поголема. Всушност, потребите на човештвото значено го надминуваат она што може земјата планета да го обнови на годишно ниво. Всушност, потребни се повеќе од 1,5 планети земји за да може да ги поддржат нашите тековни потрошувачки навики. Па од тука години на назад сведоци сме на изразена политичка волја, кога правно уврзувачка, кога правно неуврзувачка на владите широм светот, дека решително ќе започнат и ќе се справуваат со климатските промени. Она што всушност го направивме е сублимирање, прибирање на сите податоци кои што постојат од официјални извори, па направивме временска серија за еколошки показатели, емисии на стакленички гасови, показатели поврзани со енергетскиот сектор, за климатските ризици и зелените финансии. Пакомак е еден вид мала стопанска комора која сочинуваат 11 основачи и повеќе од 600 компании. Во последните години Пакомак значително придонесе за зголемување на инфраструктурата за собирање на отпад. И благодарам. Почнеме со господинот Ивановски. Речи си 14 години, господин Ивановски, велите дека сте дел од така наречена мала стопанска комора. Станува збор за компанијата Пакомак, која што на сите нас ни е добро позната. А првото прашање кое што ќе го упатам до вас е тукму да направиме, да се обидеме да направиме, односно вие да ни направите една ретроспектива на почетоците ваши, односно на компанијата некогаш и денеска.
Благодарам на поканата на организаторот, што ете имаме можност да дискутираме за екологија и на овој форум. Пакомак е формиран 2010 во декември, ноември, отприлика почна с работа 2011 и формирана од 11 компании, во главном од индустријата за пијалаци. Значи тука се двете пивари, Стикве, Стоби, Витаминка, сите водари без малку горска, Пелистерка, Кожувчанка, Изврска, така да горе-доле од индустријата 80% од пазарот во таа индустрија каде што работат се членки на Пакомак, тоа се само 11 компании, имаме уште 780 со оваа година што пријавуваат отпад кај нас. Инаку системот на финансирање на Пакомак е комплетно од индустријата. Секој од овие компании за отпадот од амбалажа што го пушта на пазарот преку првите своите производи плаќа одредена сума кај нас и ние со тие пари во суштина правиме три работи. Прво треба да заедно со општините да поставуваме инфраструктура, второ да организираме собирање од таа инфраструктура со комуналните или со локални партнери во тие општини и трето е да подигаме јавната свест. И ако тоа изгледа најлесно, не изгледаше на почеток, се покаже дека тоа е уствари најтешката работа како да го смените однесувањето на граѓаните. Ние на почеток мислевме дека само ако поставите контейнери, тоа нормално луѓето ќе почнат да си фрлаат лименки во жолтиот, пластика. И сфативме дека тоа не е така. И малку поинтензивно веќе после третата година почнавме да работиме на подигање јавна свест и со оглед дека правиме секои 2 години определено истражување за тоа како се навиките на граѓаните. Има сигурно 2011 големо поместување. Она што последното истражување ни го покажа и малку не зачуди во 2023 сега февруари дека има пат на желбата на граѓаните да селектираат и рециклираат, што социолозите ни го објаснија тие што го правеа анализата дека всушност е тоа еден глобален тренд што се гледа нели и низ светот, анти-естаблишмент ставови дека имаме одговори на прашање дали кога би имале контейнер блиску се да биде наред, дали би добивале некој надоместак за тоа, дали би селектирале. Ако верувате 20% викаат не. Самата бројка сама по себе е импозантна, ако зборуваме за вашата компанија, тоа значи 100 години посветеност, 100 години лојалност кон своите клиенти, 100 години работа и така натаму, да не набројуваме 100 години следење на различни трендови. Ама ајде сега така многу промена на генерација, ајде да се фокусираме на циркуларната економија и исто или слично прашање за вас, може малку да ни пренесете околу предизвиците со кои што се соочувавте некогаш и сега и како вие ги решавате проблемите околу отпадот. Благодарам. Сега јас сакам пред да почне Александар да се извинам бидејќи најавив дека ќе морам да одам порана. И ако имате некој прашање сега... Ја веднаш ќе се вратам на вас, само да му дадеме збор на господинот Матецки, па ќе продолжиме со вас. Да, значи оваа година е јубилејна за нас, за постоењето 100 годишнина е навистина голема бројка од постоење на компанија, не само во на македонски простори, туку и во светски размери. По некои анализи кои што ги гледав на пазарот на Соединетите Американски држави, само половина процент од компаниите се 100 годишници или постари, што самото по себе зборува дека треба да ги почитуваме компаниите кои што најверојатно на две раце може да се избројат по Македонија, кои што имаат таков јубилеј, главно пиварската индустрија, винската индустрија, кондиторијата во Македонија, не знам, производство на масло. Кој е рецептот за функционирање 100 години на пазар? Најверојатно се многу коцки треба да се согласат. Едно од нив е работење усогласено со правната регулатива во државата. Сакам да ве потпрашам околу законите и почитувањето. А она што најмногу и најчесто се менува последниот период е токму еколошкото право. И основано се менува заради тоа што еве на пример бидејќи сум и правник, договорното право, облигационото право се базира на начела утврдени уште од римско право и најден е совршен баланс помеѓу права и обврски, тоа функционира во сите општества и нема потреба од корекции. Она што е во еколошкото право актуелно, интересно и делува дека има иднина, за по 2 години се покажува дека е премалку, дека не ги дава резултатите и се преземаат континуирани измени во тој правец и потребно е постојано присуство, постојано следење на таа регулатива и адаптирање во своето работење. Бидејќи го спомнав, ето и Рим, најголемата депонија во Рим, тоа го најдов како еден интересен факт, како најголем град во Римската империја, за
период од 4 векови продуцирало отпад, главно отпад од пакување, тука некои неповратни амфори, 4 до 5 пати помалку од локалната депонија во Прилеп, која што е сега. Дури нема ни услови да се наречи депонија, затоа што единственото добро во цела ситуација е што престана да гори пред неколку години. Значи, потребен е континуиран притисок за адаптирање. Тука може да успомнам и со активностите кои што ги имавме со Филип, тој е многу пофокусиран на проблематиката со отпадот од пакување и главните промени кои настанаа во таа сфера беа од 2005 година па до ден денес. Тоа е историјата. До 2005 година македонските компании, единствената грижа на македонските компании беше да го продадат производот и следно беше како да го наплатат побарувањето. Евентуално ако има некоја скриена мана, па во тој дел, меѓутоа тоа беа исклучоци. Од 2005 година, од 2009 поточно година се донесе нов системски закон со кој што се воведе начело на проширена одговорност на производителите. Тоа значеше дека производителот е должен и во процесот на дизајнирање на производот да внимава да создаде помалку отпад, меѓутоа и да организира, да финансира цел систем на управување со отпадот од пакување кој што настанува после консумирање на производот. Ајде неколку збора да ни кажете за компанијата од која што доаѓате. Која е, со што се занимава и нешто поконкретно за истата, а потоа да се надоврземе и со циркуларната економија. Evo, za početak hvala vam lijepa na pozivu, draga Lidija, prvenstveno vama i vašem timu na organizaciji ovakvo lijepe konferencije na kojoj ću imati priliku zaista upoznat mnoge uspješne ljude, prvenstveno žene. Atlantska plovidba je međunarodna brodarska kompanija osnovana 1955. godine u Dubrovniku. Ima dakle jedan zavidan kontinuitet u poslovanju. Dogodine slavimo dakle 70 godina. Sada imamo mornaricu, odnosno flotu od 13 brodova, od 300-tinjak pomoraca iz cijeloga svijeta. Većinom su to hrvatski pomorci, ali zbog nedostatka radne snage pribjegavamo zapošljavanju i dijelom Ukrajinaca i Filipinaca u nižim razinama posade. Bavimo se prijevozom rasutih tereta, ali osim toga Atlantska plovidba u svojoj grupaciji ima i 8 tvrtki ostalih koji se bave i turizmom i IT biznisom, razvijanjem nekih IT proizvoda koji su dosta inovativni na hrvatskom tržištu, turizmom, nekretninama i tako dalje. Dakle, jedan dosta zanimljiv posao i prilično neimanentan za ženu, rekla bih u brodarskoj kompaniji, ali naša kompanija ima podjednako zaposleni broj žena i muškaraca i drago mi je da ja sudjelujem na panelu koji ste rasporedili na takav način. Kompanija je jedna od rijetkih u Republici Hrvatskoj koja do sada nije bila zakonski obvezna predavati nefinancijski izvještaj, odnosno takozvani ESG izvještaj o održivom poslovanju, međutim mi to radimo već pune 3 godine, na svoju ruku rekla bih. Prikazujemo svoje ekološke, socijalne i upravljačke smjernice u kompaniji. To nam je jako važno i vidimo da smo zapravo bili korak ispred drugih kompanija, prvenstveno radi naših partnera, radi načina kreditiranja čartera naših brodova i zato što zapravo sami sebi povećavamo transparentnost poslovanja na takav način. Znači, u tim ekološkim pokazateljima prikazujemo način na koji ispuštamo CO2 emisije na svojim brodovima, način i okvire zapravo kako ispuštamo balastne vode i u kojim se vodama to događa u svijetu. Plovimo li na zaštićenim, ekološki zaštićenim vodama i morima u svijetu. Što se tiče ostalih pokazatelja, prikazujemo i svoju energetsku potrošnju unutar kompanije. Финално доаѓам до четвртата област во нашата корпоративна стратегија, а тоа е заштитата на животната средина и тука би сакала да елаборирам. Тука сме фокусирани на прашањето како можеме нормално да ја промениме климата кон подобро. Тука главно сме посветени кон намалување на еколошкиот отпечаток на нашата компанија. Тоа ни е главниот фокус. ЕОС ја поддржува стратегијата на мајката компанија, тоа е групацијата ОТО во рамки на Германија, за заштита на климата, која што целосно е согласена со целите на Парискиот договор за ограничување на глобалното затоплување кон 1,5 степени. Заедно со ОТО груп ЕОС работи на намалување на емисиите на нето нула на дол крок. И имаме неколку конкретни мерки кои што се насочени. Она што е специфично е дека нашата групација, главната групација ОТО, веќе почна со изработка на своја климатска цел,
заедно засновано на иницијативата Science-Based Target, значи таргети засновани на научна основа, и ние се придржуваме кон сите тие активности кои што тие ги прават. Првичната цел е климатска неутралност и тоа сакаме да го покажеме во нашите основни процеси. Тоа би требало негдека ни зацртано до 2030 година, и ќе имаме неколку и повеќе иницијативи кои што се предвидува да бидат на реални и изводливи цели, засновани пред се на наука, а во духот на заштитата на животната средина. И сега неколку конкретни примери, два конкретни примери што сме имплементирале во поглед на заштитата на животната средина. Тоа е еден интересен концепт во соработка со непрофитна организација во Германија Атмосфер, неутрализирање на емисиите на CO2 кои произлегуваат од нашите службени патувања. Затоа што идејата на циркуларноста, тука ќе направам вовед, и циркуларната економија е како да се справиме со отпадот. Значи, напорите да спречиме да има отпад е само поддршка, нели, на циркуларната економија. Во суштина циркуларната економија значи да го направиме линискиот процес во кружен процес, односно нели отпадот повторно да го ставиме во процесот на производство, ако се работи за производство, односно да го неутрализираме во позитивна смисла. Долго време сум 14 години живеам надвор од државата скоро. Последнава, иначе Теја Пешева, моментално работам за Универзитетот на Торонто, но пред тоа работев 6,5 години во Министерство за екологија во Онтарио, и таму многу научив за за административните институции в Канада, за како работи екологијата надвор од Македонија, што научив и на факултет, дека сум магистар за одржлив развој, и тоа многу ме зачуди како и дури држава како Канада, што од надвор личи како една од главните во екологијата и во промените што се случуваат во светот, сепак има многу проблеми со како го спроведува тоа на секојдневното ниво во секојдневниот живот. И еве сега тука зборуваме за циркуларна економија, тоа се уште таму се зборува редовно, ама не е спроведено како што би било. Да, и позитивен. Да, но се согласувам. Во секојдневието таму има, например, секој граѓанин има многу свест. Тоа е една од клучните работи што знам во споредба тука, некогаш не ќеме да ни се комфортот да ни се наруши. Има многу прашања. Ајде уште 2-3 ќе оставиме на кафе паузата да размениме мислења. Можете да го предадете и вие. Заедно ќе успееме да допреме до некои интересни теми кои што ја начнуваат здравата храна. Тоа е тематика која што е специфична сама по себе, бидејќи терминот здрава храна е интересен и нема да биде ова е едно од многуте на кои што треба да се разговара. Чисто задоволство ми е да бидам дел денеска како модератор, благодарност до Мариле агенција и госпоѓа Лидија Трипоновска, со толкав експертски тим на луѓе кои што сакаат да направат иновации и да се одржат нови простори и постојано да бидат во тренд и чекор со новитетите. Лидија го препозна трендот на здравата храна, циркуларната економија, така да во тој контекст денеска со моите драги панелисти ќе пробаме да отвориме некои интересни дискусии на оваа тема. Што представува здравата храна? Јас интересно се насочив на тоа како на сите присутни да се доближам, бидејќи гледам профили, некои се од бизнис делот, некои се нели од делот на технологија, за да не дојдеме до недоразбирање. Јас ќе го мојот дел структурирам во два дела и ќе разговарам и за бизнис и за технологија. Што представува здравата храна е многу интересно. Ако во 2016 зборевме на Food Talk дека ќе се произведува брашно од инсекти, тогаш ни беше многу интересно, мислевме и тоа нема да се случи, ама се случи. Го има во продажба веќе. Во 2018 година, за да отидам во Израел и да го тој тренинг за Clean Technology
да речам, поминам и да се фасцинирам колку израелците во таа цела средина се снаоѓаат од никаде нигде, окружени со тоа што им е, да направат циркуларна комплетна економија, циркуларни паркови, десоленизација, цели системи, значи видени, бедуини работат, произведуваат млеко, морам да ги напоменам, овие интересни примери се, затоа што ние бевме и тогаш во 2018 далеку и кога се вратив од тој тренинг и сега викам што да ќе правиме во Македонија и некако спонтано дојдовме во 2020, 2 години потоа во корона, да добиеме, колешката е тука ќе ме подржи во публика, добиеме задача како национални експерти да напишеме извештај што и каде во државата имаме отпад. Знаете што ни се случи на почетокот? Мојот докторат на универзитетот во Марибор во Словенија беше отпад од пиперка и се она што ние не го јадеме да биде трансформирано во производи или така наречени на англиски MVP, што значи најбрз можен производ за најбрзо време да си го исчистиме нашиот двор. Секоја прехранбена индустрија, тоа што го произведува, да си го пренамени, да си направи нешто со својот отпад. Меѓутоа, компаниите и технолозите како што се јавувавме ни рекоа немаме отпад. И јас остана во 2020, викам како немаме отпад, викам ај граѓани ќе ја оставам на страна. Меѓутоа сега збориме за да се надоврзам на здравата храна. Здравата храна ќе ја нема. И се помалку ја има. Ја имате многу производи, ќе влезете во било кој маркет и ќе видите милион, меѓутоа Загорка најдобро знае што се увезува, што таа работи во делот на иновации, колку технолози има вработено и како се работуваме. Бидејќи се многу често забораваме дека тие ни ја креираат храната. Јас многу често на дискусии кажувам, немој да ги заборавите, и ви Радмила ќе ме подржи тука. Немој да ги заборавите бидејќи тие се тие. Здрава храна ќе нема, храна ќе нема. И вода ќе нема, тоа мора да ни биде јасно. Би сакала да се заблагодарам на госпоѓа Лидија, на агенција Марили за поканата да бидам денес дел од оваа панел дискусија. А од секогаш ме интересирало влијанието на исхраната врз целокупното здравје и благосостојба, а во последно време сме се повеќе сведоци на зголемениот интерес кај конзументите за функционална храна. Факт е дека иднината со себе носи еден поздрав избор, значи поздрав животен стил. Храната станува нутритивно побогата, амбалажата станува поеколошка, а факт е исто така дека и конзументите стануваат се поедуцирани на оваа тема. Значи оваа тема за здрава исхрана нуди голем интерес кај сите нас. Јас, иако ја користам таа терминологија на здрава и нездрава исхрана, сметам дека треба да се да коментираме и да комуницираме храна која што е нутритивно богата и храна која што е нутритивно сиромашна. Значи, иако сето ова се трендови кои што долго време владеат во светот, јас сум сигурна дека тоа доаѓа кај нас во наредните години и дека тоа ќе бидат всушност суштински промени кои што ќе останат како составен дел од нашите животи. Hvala Zagorka na pitanju i samo bih htjela pozdraviti svih i posebno gospođu Lidiju koja je ispred Marili agencije zapravo mene inspirirala da napokon dođem u Makedoniju prvi put u životu. Tako da hvala. Pa evo, ja sam farmaceut koji je započeo svoju karijeru u ljekarni, međutim relativno brzo u tom poslu sam shvatila da mi više nekako leži bavljenje dodacima ishrani iz razloga što mi je to uvijek izgledalo nekako optimističnije, jer kad ljudi piju lijekove to je već neka faza gdje je njihovo zdravlje narušeno ili kratkotrajno ili dugotrajno, a ti dodaci ishrani su mi uvijek nekako uljevali nadu da većim utroškom dodataka ishrani se smanjuje utrošak lijekova za pojedinu osobu i na taj način zapravo se doprinosi njegovom cjelokupnom zdravlju i taj holistički pristup mi je nešto što me uvijek inspiriralo u radu. Tako da sam nakon 20 plus godina dok sam radila u Fidifarm firmi na razvoju novih proizvoda u dodacima prehrani, sada otvorila nešto manje od 2 godine svoju tvrtku Darmel, u kojoj sada glavni projekt je taj digitalni časopis koji je gospođa Zagorska spomenula.
Digitalni časopis je trenutno usmjeren business to business, znači od proizvođača sastojaka prema proizvođačima gotovih proizvoda. Зошто здравата храна е толку скапа? Таа треба да биде многу подостапна за народот да стекне преку медиумите дефинитивно една навика дека тоа треба да се оди и поевтино и поздраво. Зошто е толку скапа? Кога се луѓето во прашање, човечките ресурси, секогаш треба да отвориме дискусија како со човечките ресурси да се справиме полесно, да сите бидеме задоволни и среќни онаму каде што работиме и како една многу важна тема која што не движи низ годиниве наназад, а и веќе и многу нанапред, дигитализацијата и автоматизацијата на човечки ресурси може да ни помогне во подобрување на процесите. Да ви кажам, ако со нешто можеме да се гордееме во нашата држава, тоа е сите тие компании кои што работат во дигиталниот сектор. Ние имаме врвни компании и врвни инженери кои што навистина се носат со светските води, можем да кажем, во IT секторот и во ИКТ секторот, нормално и во секторот на комуникации. Со тоа што има тука една голема дискрепанца помеѓу тоа што е дигитализацијата во однос на приватните компании, а што значи дигитализацијата на јавниот сектор и на државата. Тука значи постои една голема разлика. Јас чув претходно дека се зборуваше тука на првата сесија дека се дигитализирало и дека нема веќе хартија. Знаете, таа дигитална трансформација, што значи од харти да поминеме во дигитален облик, е една работа, а тек потоа да поминеме во дигитализација. Сега кај нас тој процес многу тешко оди, бидејќи колку и вие да дигитализирате својата компанија, фирма, и ако имате најдобра желба за тоа да го направите, секогаш ќе се соочите со тој јавен сектор кој што не ви ги прифаќа тие работи. Вие морате да се ставите на хартија, морате потписот лично да го дадете. И тоа јас многу 5-6 години како веќе сум на различни позиции во МАСИТ, се борам и мислам дека се отвори една свест кај политичарите особено и дека тие сите почнаа да зборуваат за дигитализација на државата, особено дигитализација на администрацијата. Тоа значи таа HR дигитализација и трансформација. Нагласувам трансформација зашто е тоа трансформација за самите HR професионалци. Што значи тоа? Најголема да кажам, предизвик за HR професионалците е да седнат и да ги направат поедноставни процесите од оние што биле навикнати да ги прават на хартија. Тоа е нештото што е најголем предизвик и да се откажат од хартијата. Јас тоа викам paperless. И тука е нешто што и со таа дигитализација се допринесува во нешто што значи позелена околина. Од друга страна, најголема тежина за HR професионалците, односно предизвик е како да ги скратат тие процеси и да ги направат поефикасни. И една што за мене мислам дека е најголем предизвик во имплементацијата на HR софтверот и во таа трансформација е како да ги научи компанијата и да смени културата на компанијата да ги користи HR процесите на еден дигитален начин. Моето искуство е да, порано беше многу потешко. Денеска се повеќе дигитализацијата, мислам дека и регионот е многу напред во однос на таа дигитализација, посебно во HR секторите и во однос на тие HR процеси, така да најголемата тежина е менувањето на културата во компанијата. Vrlo rado, samo pre svega želim da se zahvalim gospođi Lidiji koja je dala priliku, koja me pozvala ovdje i dala mi priliku da pričam o tome kako osiguranje može da doprinese održivom razvoju. Inače, osiguranje je jedna konzervativna grana industrije, možda najkonzervativnija u finansijskom sektoru. Mi dan danas počinjemo naše prodajne sastanke tako što pričamo kako se radilo osiguranje pre 500 godina, kako se principi nisu menjali i tako dalje. Međutim, novo doba, digitalizacija društva naterala je osiguravajuće kompanije ne samo u regionu, nego to je globalna stvar, da svoje procese digitalizuju. Naročito u vreme korone, znači ja mislim da je korona bila trigger koji je pogurao te globalne procese digitalizacije, prosto mi
Jeli, nismo želeli da ostanemo bez profita, shvatili smo da moramo da nađemo način kako da plasiramo svoje proizvode, da prodamo svoju uslugu i onda smo svi masovno krenuli u digitalizaciju procesa. Prvo, šta smo digitalizovali? Naravno, administraciju. Upravo taj konzervatizam doneo je gomilu administracije, prosto ljudski kadrovi nisu bili više dovoljni da podmire regulatorne zahteve, gomilu papirologije i tako dalje. I prvi segment gde je digitalizacija našla primjenu u osiguranju je upravo ta administracija, paperless office o kom smo pričali već više puta. I tu, baš u tom području, donela je mnogo benefita u smislu da su nam se smanjili troškovi, što mi svi želimo, povećali smo u tom segmentu profit, smanjili smo rizik greške. To je ono što je vrlo bitno s aspekta upravljanja, smanjili smo rizik ljudske greške. Upravo što je gospođa Aneta pričala, prekucavanje je pogrešno, ovako, onako. Danas je došlo vreme kada takva vrsta grešaka, pa mogu da kažem više i nije baš dozvoljena, a sa druge strane povećали smo и задоволство zaposlenih. Добар ден на сите, благодарам за поканата. Ние сме текстилна фабрика EA Močtip, иначе производиме трикотажни производи, но сме единствени по тоа што ние сме комплетен производител на материјалот и на крајниот производ. Како текстилна фирма, ние сепак 91 година почнавме со еден компјутер во тоа време. Татко ми беше графички дизајнер и се до тоа цела тие цртежи, дизајни ги правеше рачно. И аз почнав тоа да го правам на компјутер и со еден компјутер после прерасме во единствена фирма во Македонија многу пошироко, каде што сме комплетни производители на се и благодарение на комплетното целосно за цело време следејќи технолошката индустрија, развојот на неа, имплементирајќи ја, станавме една компанија каде што наши клиенти се најголемите фирми од автомобилската индустрија, клиенти од прехранбената индустрија, не зборам за во Македонија, него на европско ниво. Инаку, кај нас единствена сировина влезна ни е памучното предиво, кое го увезуваме од Индија, а во 2010 година направивме обети 3 години да одгледуваме памук во Македонија, како што знаеме, историски била една од главните гранки во Македонија. 2018 година ги стигна првите панели, сега веќе имаме 6 мегавати струја, што е 15 пати повеќе од ние што го користиме. Так. Водата која ја користиме 3 пати од неа, значи истата вода ја реупотребуваме, ја зиеме температурата од отпадната вода, ја чистиме и повторно ја враќаме во производство. А отпадниот оној дел што е од остаток од кроење, го продаваме од тоа е чист памук, го продаваме во Турција, каде што имат веќе развиено, они се огромна текстилна индустрија,